Мицкоски запали свеќа во Њу-Џерси. Кривична пријава за сопственик на скопска фирма. Трамп го лансираше проектот Звездена порта. Јапонец отпуштен поради 633 посети на теретана. Мравките нудат решенија за предизвиците на современиот транспорт. Кучеробот во служба на јавната безбедност во Германија. Премиерот Христијан Мицкоски, при посетата на САД, запали свеќа во македонската црква Свети Никола во Њу-Џерси. Тој изрази почит кон македонската заедница во диаспората и ја истакна важноста од зачувување на врските меѓу татковината и иселениците. Мицкоски во своето обраќање порача дека македонците ширум светот се важен дел од националниот идентитет и култура. Тој ја нагласи потребата од поддршка за диаспората, како и за зајакнување на економските и културните врски со Македонија. Посетата е дел од неговите активности за продлабочување на контактите со македонските иселеници. Мицкоски истакна дека црквата има клучна улога во зачувувањето на македонските традиции и верување во странство. Македонците во Њу-Џерси ја поздравија иницијативата, изразувајќи желба за поголемо внимание и поддршка од македонските институции во иднина. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против сопственик на скопска фирма поради избегнување на даночни обврски. Според истрагата, тој не платил ДДВ во износ од 180.000 евра, што представува сериозно кршење на даночните закони. Пријавениот, наводно, доставувал лажни податоци за прометот на компанијата со цел да избегне обврски кон државниот буџет. Ваквите дејствија ја поткопуваат финансиската стабилност и го оштетуваат јавниот интерес, предупредуваат надлежните. Од финансиската полиција велат дека случајот е дел од пошироката акција за сузбивање на даночниот криминал. Најавуваат и засилени контроли за спречување на слични случаи и поголема транспарентност во работењето на фирмите. Овој случај предизвика реакции во јавноста, која бара строги казни за економскиот криминал. Се очекува судскиот процес да започне наскоро, со цел утврдување на одговорноста на осомничениот. Доналд Трамп го представи амбициозниот проект Звездена порта, вреден $500 милиарди, кој веднаш предизвика турбуленции на светските берзи. Проектот е насочен кон создавање на технолошки напредна инфраструктура со фокус на енергетиката и вселенските истражувања. Најавата за Звездена порта предизвика рекордно движење на акциите во секторите на енергетика и технологија. Инвеститорите изразуваат огромен интерес, додека експертите предупредуваат на можни ризици од ваквата обемна иницијатива. Според Трамп, проектот ќе отвори милиони работни места и ќе ја зајакне улогата на САД како лидер во технолошките иновации. Тој најави дека реализацијата ќе започне во 2025 година со поддршка од приватниот сектор и државни фондови. Иако проектот најде на позитивни реакции од дел од јавноста, критичарите укажуваат на високите трошоци и неизвестноста околу неговата изводливост. Се очекува иницијативата да има глобално влијание, како во економијата, така и во науката. Јапонски државен службеник е отпуштен од работа откако било откриено дека за време на работното време посетил теретана дури 633 пати. Според истрагата, тој редовно ги напуштал своите работни обврски за да одвои време за вежбање. Случајот предизвика бурни реакции во јавноста, бидејќи се смета за сериозно нарушување на дисциплината и злоупотреба на државните ресурси. Неговиот работодавач соопшти дека ваквото однесување не само што го поткопува интегритетот на институцијата, туку е и неправедно кон останатите вработени. Иако јапонскиот службеник се обидел да го оправда својот чин со важноста на здравието и физичката активност, дисциплинската комисија одлучила дека ваквото однесување е неприфатливо. Освен отпуштањето, тој ќе се соочи и со враќање на дел од платата. Овој случај ја отвори темата за балансот меѓу работата и здравието во Јапонија, земја позната по строгите работни култури. Некои повикуваат на пофлексибилни политики, но и на построга контрола на злоупотребите. Вистина е дека мравките, со својата природна организираност, можат да понудат инспирација за решавање на проблемите во урбаниот транспорт. Нивниот систем на движење, кој никогаш не доведува до метеж или застој, е пример за исклучителна ефикасност што може да се примени во современите градови. Научниците забележуваат дека мравките користат едноставни правила за координација, избегнуваат судири и секогаш го наоѓаат најкраткиот пат до целта. Вистина е дека ваквиот пристап може да биде применет во развојот на интелигентни сообраќајни системи, кои ќе го минимизираат времето на чекање и ќе ја намалат потрошувачката на енергија.
Иновациите инспирирани од мравките веќе се разгледуваат во проекти за паметни градови, каде алгоритмите за транспорт и логистика се моделирани според нивното однесување. Вистина е дека ваквите биоинспирирани решенија би можеле да ја трансформираат урбаната мобилност, правејќи ја побрза и подржлива. Вистина е дека мравките се неверојатен пример за користење на ограничени ресурси на наефикасен начин. Нивната способност за комуникација преку феромони им овозможува брзо и точно да се адаптираат на промените во нивната околина. Ова значи дека, доколку се моделираат вакви стратегии, сообраќајните системи би можеле да станат пофлексибилни и помалку подложни на блокади и несреќи. Дополнително, вистина е дека учењето од природата не е само иновативно, туку и економски исплатливо. Наместо создавање сложени и скапи системи, инженерите можат да користат едноставни, но ефикасни биолошки принципи за подобрување на урбаниот живот. Вистина е дека, доколку ја примениме мудроста на мравките, можеме да изградиме свет каде што транспортот ќе биде поефективен и подржлив. Германија воведува нова технологија за справување со вандалите, робот во облик на куче, кој веќе се тестира на јавните површини. Овој иновативен робот е дизајниран да патролира и да следи сомнителни активности, користејќи напредни камери и сензори. Кучето робот има способност да детектира оштетувања, неправилности и опасни ситуации, а може да испраќа и аларми во реално време до надлежните служби. Овој проект е дел од иницијативите за модернизација на јавната безбедност, со цел намалување на криминалот и заштита на инфраструктурата. Иако технологијата предизвикува восхит кај многумина, има и критики за потенцијалното нарушување на приватноста. Германските власти уверуваат дека роботот ќе се користи исклучиво за јавни цели и во рамките на законските прописи. Овој проект е дел од пошироката стратегија за интегрирање на роботиката во секојдневниот живот. Успехот на овој робот може да го отвори патот за слични иновации во другите земји, правејќи ги јавните простори побезбедни за сите. Мицкоски запали свеќа во Њу-Џерси. Кривична пријава за сопственик на скопска фирма. Трамп го лансираше проектот Звездена порта. Јапонец отпуштен поради 633 посети на теретана. Мравките нудат решенија за предизвиците на современиот транспорт. Кучеробот во служба на јавната безбедност во Германија.